Во рамките на 10-тото коло од првата македонска фудбалска лига, штипскиот праволигаш Брегалница утре на градски во Штипки ја пречека екипата на Шкендија. Колку за потсетување, овие две екипи се сретнаа во првото коло, каде што екипата на Шкендија забележа победа од 2:1. Покрај овој надпревар, утре ќе се одиграат и следниве средби. Металург Скопје е домакин на Работнички, Тетек се пречекува екипата на Ренова и Силекс гостува кај Турново. Средбите ќе започнат во 15 часот. Утре во салата на основното училиште Тошо Арсов со почеток во 16 часот и 30 минути екипата на Малаекс ќе се соочи со екипата на Ројал Илирет, надпревар кој што е во рамките на третото коло од најсилното футсално надпреварување во Македонија. По првите две кола Штипјани беа поразени од екипата на Биџа од Куманово со резултат 3:0 и од екипата на Скопје со резултат 4:1. Утре се играат надпреварите од 7-то коло од третата фудбалска лига Исток. Во него се среќаваат Овчие поле домакин на Напредок Здраве и Радово, Бабе домакин на 14 октомври, Тиверија ја пречекува екипата на Каменица Саса, Брегалница Голаки домакин на Беласица, Работник Џумалија е домакин на Слога 1934 и Осогова ја пречекува екипата на Плачковица. Надпреварите ќе започнат во 15 часот. Утре во спортско-рекреативниот центар Автокоманда, по 10 пат во чест на трагично загинатите припадници на безбедносните сили Борче Димитров и Марија Наумов, ќе се одржи меморијален турнир во мал фудбал. На турнирот ќе учествуваат 4 екипи: екипата за специјални задачи Тигар, единицата за брзо распоредување Ебара, СВР Штип и Борче Димитров и Марија Наумов. Отварањето на турнирот е предвидено во 11 часот, додека првиот надпревар ќе започне во 11:30. Утре со почеток во 10 часот на градското стрелиште во Штипки се одржи државно првенство во стрелање со полуавтоматска пушка и војничка пушка на 100 метри. Покрај ова ќе се одржи и четвртото коло во стрелање со воздушна пушка, меѓународна програма. На државното првенство ќе учествуваат екипи од сите стрелачки клубови од Република Македонија во категориите сениори, јуниори и јуниорки.